Прво да ве прашам, каде сме сега дојдени, дали некој знае? Во пожарна сме. Ајде сега да влезиме таму и да видиме и да прашаме се што не интересираше, ама двајца по двајца, добро? Кава гаража за многу големи возила. Изброивте колку камиони има? Ја 5. Ти 6 и 7. Кој ќе ни кажува овде колку камиони имате? Ака сега, ние овде имаме 3 навални камиони и имаме 2 цистерни. Ова е опремата кој што издегуваме да одиме да гаснеме. Ајде кој број е за да се јави? Аха. Браво! Каде го виде запишане негде? А? Дали видовте негде да е запишан? Да. Каде? На камионите, на сите, браво. Кој е? Ајде кажете гласно. 193. 193. Мовате кај, кога треба да се јави? Кога деца треба да се јавиме во пожарна? Ако нешто гори, ако има пожар, така? Дали има само дење може да се јавиме или може и кога? Или ноќе. Ние работиме 24 Да прашаме? И дење и ноќе. Полнат водата. Од каде полнат вода? Ај кажете ни. Од каде се полни вода? И онде хидрантине, онде цревено пишува. Тоа се викало хидрант. Од тука и колку време треба за да се наполни една ваква голема цистерна? Од 7 до 10 минути ја полниме цистерната. Леле, колку брзо, ние ужинката ни траи подолго време. Леле, Овде гледа. имаме носилка, ако има некој повреден. Ќе качиме на носилка. Една собројчајка Некоја... и користи. Аха, ако има некој згмечен автомобил, а? Ете, така, ако се удра автомобилите, ние ќе појдеме за да го извајме точичкото. Ако е некој заглавен внатре во автомобилот, така? А тој да е извиткана вратата, свиткана и не може да се отвори. И вие ја сечите. Има еден звук За и да немојте имаме да ве единство на пат. сати страдате. Ове, кај што одиме, за да Силени оти сме во затворена просторија. Ако е надвор, нема толку силно да го слушаме. Сакате да пушти уште еднаш или не повеќе? Оние светлана зашто ги пуштаме. Ете, браво. Браво! А зошто да се тргнат колите? Зошто да се тргнат другите автомобили, пешаци, сите? Може ние да поминиме, и ние брзаме кај што. Така е. Мора да стигнат на време. А овај мене ми личи на многу стар камион. Тоа е многу постаро место. Го видиме, ова е сигурно првиот. А ова е од другава страна, а ова е многу нов. Ова е аквис. Една што носи вода, а овај другиот ја носи опремата. Искали. сакате и кај да појдем за да... О, сите сакаат, сите, кој не сака. Одиме ние по пожарец. Ние носиме ова облека, ова се вика интервентна облека. Ова не штити од оган и не заштитува да не изгориме ние. Ова е шлем или кацик. Ова е носиме заради да не ни падне нешто таван. Да не повреди. Така? Многу е тешка? Многу е тешка. Ајде пробајте, После деца, сите дали ќе е ја тешка. пробат. Сакате се да ја пробате? Ајде.
А зошто имате светло на кацигата? Светло на кациката имаме, за кај што облегуваме во просторите, кај што е темно, да можеме да се отпорни. Овие и се заштита со железо, за кај што влегуваме, не знаеме кај влегуваме, може да има метални предмети, имаме карабини и имаме противпожарно секирче. Ова секирче е во случај негде кај што не можеме да отвориме. Со што се отвора вратата ако е затворена? Ако не може да се отклучи? Е заклучена, не може да се отклучи. Пожарникарите не можат да влезат. Еве, како ќе ја скршат вратата? Еве, не со чекан, ова беше друго. Со ова секира. Ќе ја скршат, не е важна вратата, важни се луѓето ако се внатре. Кажи, така? Многу убаво прашање, зошто баш црвена боја? Ова е црвено, ние сме огнени, мора и црвено да биде. Дали има жена пожарникар? Жена пожарникар. А дали може да има? Може да има, во Скопје има жени пожарникарки. А како се станува пожарникар? Што треба да се заврши од училиште? Дали има нешто посебно училиште за пожарникари? Училиште, имаме училиште во Скопје во бригадата. Таму 6 месеци има обука и после конкурира за пожарникар спасител. Ама вие кој ќе пораснете, може да бидете првите пожарникарки, ако до тогаш некој не стаса пред вас. Така, благодариме. Видиме телефоните кај што ми се јавува. Ајде да видиме каде звони телефонот кој ќе задзвони. Нон-стоп има 20 чичковци, се една новија телефон. И дејње и ноќе, така? Дејње и ноќе. Може да задзвониме и да видиме како се јавувате? Може. Како? Ама... Сега што видиме ќе задзвони, јас ќе се јавам. Првен што му викаме, овде пожарник, повелете. И сега тој чичкото таму ќе ни кажи дали... Ајде слушнете како треба да кажеш. Имаме да се пријави мало дете кое се заглавило во стан. На која адреса е детето заглавено? Зграда К1. Трети спрат. И сега ќе го прашаме детето дали е само натре, што него за ние, кој ќе појдеме таму за да не се исплаши. Кој ќе појдеме само треба да му кажеме дека чичковците Стигнаја пожарникарите? Да не се плаши. Пожарникарите помагаат иако не е пожар, туку има некаков друг проблем. Еве, дете се заглавило, па не може да излези. Удри ноги за да знаеш. И сега, ако имаме некој поголем пожар, овде имаме ние едно звонче. Ова звонче е аларм за нас. Кај дасне овде низ објектов, мораме одма. И ова ако ќе го стегне. Пожарникари сите мора да се облечат во она опрема онде што имаме, шлемот го клава и сите одат в камион. За колку време се облекувате? Треба да бидеме во камион. Вау! Изгасни пожарот. Кој пожар? Има своја тежина. Аха. Инаку, потежок пожар е затворениот простор. Затворен простор е кај што има објекти, кај што има Кујчи, така? Тоа е потешко. Тука влегуваш натри и не знаеш што те очекува. Дали не се плашат пожарникарите кои ќе влегуваат во оган? Ние че сите се плашиме. Ама храброст ќе собериме и ќе влеземе внатре за да спасиме ако има луѓе натре. Па ова професија бара многу храброст. Спасено миленијче. Миленијчина спасувано. О, Мачина, кочина. браво децашу, колку убави прашања поставивте. Ова е Една мапа од мапа, градот. карта од нашиот град, така? Овде се сите улици, за да се подсетиме да гледаме во ова мапа. Ова честитка ви ја даваме за вчерашниот празник 20 мај. Да, по повод празникот ви честитаме, ви посакуваме здравје и да не браните, да не штитите од неволи.